Почитуван министар, почитувани колеги, Ваши екселенции, драги пријатели и партнери. Дозволете ми, во моје име, да ви посекам добредојде во Република Македонија и во Охрид. Некој овде од вас е можеби за прв пат, некој не. Би сакал да ви се заблагодарам, првенствено што се озвавте на поканата, лично да присуствувате на овој настан, првото Генерално собрание во рамките на председавањето на Република Македонија со себе. Ми представува особена чест што заедно, како директори, генерални директори на полициските служби од регионот и шефови на делегации, во престојните денови и половина ќе разговараме и донесеме заеднички информирани одлуки за иднината на асоциацијата во која членуваме. И навистина, би сакал да практикувам нивото на директори на полиции да биде застапено од директори на полиции. Секогаш кога е тоа возможно. Интензитетот на меѓународната соработка во спроведувањето на законот значително е загнат во последните неколку години, а неколку форми на полициска соработа постојуваат веќе подолго време. Во модерната европска историја постојат контакти и мрежи воспоставени помеѓу полициските власти кои ги надминуваат националните граници. Потребата за полициска соработка значително е зголемена со економскиот и социјалниот напредок. За жал, речиси сите фактори кои се придружуваат кон растечкиот напредок, урбанизација, брз транспорт, подобрени комуникации, развој и интегрирање на меѓународен пазар придонесоа и кон зголемување на меѓународниот криминал. Овие фактори помогнаа во зголемување на мобилноста на криминалците, транспортирање нелегални супстанци и организирање комплексни заговори, како и нови можности, кражби, измами и искористување на приходите од криминал, но и развој на меѓународниот криминал. Сериозниот и организиран криминал во регионот Република Македонија се манифестира преку делување на организирани криминални групи на национално и меѓународно ниво во една или повеќе криминални области заради остварување финансиска и материјална корист. Растечкиот тренд на организираните криминални мрежи и диференцијацијата на нивните активности кои резултираат со навлегување во сите општествени сфери представуваат сериозна закана за владењето на правото и општеството во целина. Според националната процена на закани во сериозен и организиран криминал во период од 2015 до 2017 година во земјава се идентификувани 46 организирани криминални групи кои што делуваат на национално и меѓународно ниво, и тоа најмногу во нелегалната трговија со дрога, кријумчарење мигранти, насилниот и сериозен криминал. Во првите 9 месеци од 2017 година се сузбиени 6 организирани криминални групи кои делувале 45 лица. Верувам дека ова сиже на националната закана од организиран и сериозен криминал може речиси дословно да се препише и да важи за секоја од земјите од регионот кои се членки на СЕПК. Доколку ја погледнеме структурата на овие закани, може да констатираме дека тие представуваат променливи, динамични, асиметрични и комплексни безбедносни појави кои ги надминуваат можностите за ефикасен одговор и заштита од само една држава или една институција. И токму затоа сите сме отворени и убедени во предностите од регионалната и меѓународна соработка во борбата против сериозниот и организиран криминал. Асоциацијата на шефови на полициски служби на Југоисточна Европа, основана како непрофитабилна организација во 2007 година и реформирана како највисока полициска професионална мрежа, составена од полициски директори од Југоисточна Европа, како представници на своите национални полициски власти, во 2014 година има основна цел да ја подобри директната комуникација меѓу директорите на полицијата заради постигнување високи стандарди на полициско работење во корист на безбеден и подобар живот на граѓаните и граѓанското општество и да се обезбеди професионален придонес
во име и за националните засегнати страни од аспект на спроведување на процесот за воведување и доследно користење на инструментите за полициска работа што е во сила. Като председател на асоциацијата за оваа година, ви уверувам дека лично ќе се заложам за заживување и ревоспоставување на нашето здружение. Секако, за тоа ќе биде неопходна вашата лична и професионална соработка и помош за заеднички да ги адресираме проблемите кои се соочуваме и кои ни представуваат проблем во секојдневната работа. Исто и јас би сакал да се заблагодарам на Сојузното министерство за внатрешни работи на Република Австрија за несебичната и долгорочна поддршка на Асоциацијата на шефови на полициски служби на Југоисточна Европа. Благодарам и за соработката, што и поддршката ја добиваме и натаму ќе ја добиваме од Европа. Дозволете ми воедно да изразам благодарност и до програмата за помош во меѓународни криминалистички истраги на Одделот за правда на Соединетите Американски држави ИЦИТА од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и за нивната помош во реализација на одредени активности поврзани со ова генерално собрание. Почитувани колеги и пријатели, верувам во нашата професионалност и посветеност кон работа. Верувам и дека во овие ден и половина ќе ги донесеме вистинските одлуки и ќе се одговориме за некои на тамошни активности во период кој што престојува до одржување на следното генерално собрание на СЕПКА некаде во ноември 2018 година. Ви посакувам пријатна работа во овој прекрасен амбиент и престој убавиот опит. И благодарам на вниманието.